17 часот и 15 минути на фреквенцијата на телевизија Сонце. Ви благодарам, почитувани гледачи, што и вој пат не следите со најновото издание од емисијата од своја страна. За ова издание решив да го поканам едно момче кое што години наназад гостуваше во емисијата. Се работи за Александар Темелков, момчето за кое што допрва ќе слушаме, момчето кое што чекор по чекор ја гради својата кариера. И момчето кое што неодамна ни се врати од својата прва и за него доста успешна турнеја во Торонто, Канада. Но да не должам, ајде, многу во најавата, ќе го представим Александар Темелков. Ти благодарам, Аце, што ја прифати мојата покана. Еве, токму, мислам, трет пат да ни го разубавиш студиото на телевизија Сонце и малку да помуабетиме што има ново кај тебе, што се случува на музички план, изненади со новогодишната турнеја во Канада. Ќе го зборуваме тоа малку повеќе, но ајде да почнеме од некаде. Како си? Како се чувствуваш? Супер, благодарам на прашање. Поздрав до сите гледачи на телевизија Сонце и благодарам за поканата. Секогаш ни е драго, секогаш ни е убаво со тебе. Имаш таква енергија, таква убава енергија која што верувам дека и нашите гледачи ја препознаваат. Имаш прекрасна звезда, тоа сме го коментирале, тоа сме го кажале. Ќе почнем од Канада, што се случуваше таму. Мислам дека тоа беше едно преголемо, преубаво искуство за тебе. Се врати пресреќен и самиот во едно наше пишано интервју ми кажа дека многу си импресиониран како таму те прифатија. Кој те покани за твојата прва турнеја да биде токму во Канада? Па вака, значи бев поканет од страна на управата на црквата Свети Климент Охридски од Торонто, начело со председател Владе Димитриевски. Значи они ме поканија уште во август месец, но имав некои малце потешкоти околу виза заради тоа што превише апликации и не знаев до последно дали ќе ја добијам визата, но за среќа ја добив и успеав да заменам за Канада и успешно да завршам уште еден сон кој што, како би рекол, преку океан да заменеш и да го освариш сето тоа што години наназад. Што си го посакувал, меѓутоа ти ова е само твој почеток, ти сега почна со остварување на твоите соништа. Јас верувам и сигурна сум дека ќе ги градиш чекор по чекор и ќе ги исполнуваш. Таму пееше пред нашите, претпоставувам, македонци во Канада. Како те прифатија? Беа ли задоволни од твојата музика? Слушаат ли македонците во Канада македонска музика? Сакаат ли да ја слушаат? И така, што најчесто бара од тебе таму да им отпееш? Па, исклучиво македонска музика, значи презадоволен сум како публиката ме прифати таму, со оглед на тоа што за Нова година имав соработка со најдобрата група од Канада, групата Balkan Entertainment. Значи ми направија чест тоа што ми ги научија моите популарни песни тука во Македонија и народот многу на убав начин, значи разиграно, распеано, расположено ги прифатија моите песни и вкупно, целовкупно како се одвиваше во текот на вечерта. Таму беше, како што можам да забележам, таму беше и за дочекот на новата година, таму ги помени сите оние празници, новогодишни, божикни празници. Претпоставам тоа беше месец дена турнеја. Скоро месец, да. Какво искуство беше, Александар, тоа за тебе? Големо искуство кое што не можам вака конкретно со збор да го опишам, затоа што запознав многу културни луѓе, стекнав многу нови пријателства и пред се посетив места кои што, значи, многу е подруго да ги видиш на слика, многу е подруго да ги доживееш во живо. Значи, една успешна турнеја, покрај успешната турнеја, значи успешно можев да видам работи што, пример, од Македонија би ги видел само на постираш и на социјалните мрежи знаменитости и обележја кои што се значени токму за Канада и кои што се значени за да ги посети еден турист. Сето тоа е дел од убавото во твојата работа. Колку за еден млад музичар е важно да се спои со сите тие контакти таму, за подоцна да го видат, за да го побараат на некоја, можеби, друга турнеја, манифестација. Имаш ли веќе покани од други луѓе, организатори, за пак негде на страна да заминеш? Па, во план
сме заедно со мојот менаџер и со групата што ме пратеше за Нова година, значи групата Balkan Entertainment, за оваа година во текот на летото да имаме свадби и во Канада и во Америка и така да со Господ напред полека работите се движат во нагорна линија. Сега мора да напоменам дека за 8 март сум повторно во Германија, а за Великден можно е да бидам и Италија, така да... Значи агендата е тука, да. Потребна е желба, убава енергија и нормално убава македонска музика, а ти сето тоа го поседуваш. Александар, многу си амбициозен, не престануваш, кариерата си ја градиш сам, чекор по чекор, нормално со луѓето кои те поддржуваат, кои се твој ветер во грб. Сега 10 песни, името твое стои позади 10 песни, чинам Ахмури Магде, некако нема кој не ја запеа, нема кој не ја запази таа песна. Каков беше одзивот за песните позади кои што стои твоето име? Па... Се пеат ли, ги бараат ли, се слушаат ли песните? Да, уште на самиот старт, пред да почнем за новогодишната забава во Торонто, значи сите очекуваат Ахмури Магде и Свадбарска. Значи тие две песни ми ги побара уште пред, значи да започне новогодишната забава и народот беше толку весел, разигран, значи немам зборови, преубаво чувство. Така, што се случува со оној дел тука во Македонија? Дел на фестивали, можеби концерти, некои прослави и манифестации, колку ги посетуваш сите тие организации, колку те канат можеби по такви некои музички шоа? Значи за фестивали многу послабо сум присутен ради тоа што едноставно, како да кажам, сметам дека после издавањето на мојот прв албум поактивно ќе се приклучам и на фестивали. Така? Значи во план сум заедно со мојот менаџер да направам голема промоција тука во Скопје во Дом на Арама и се надам дека во текот на оваа година ќе одлично, биде ето тоа го остварено. откривме сега како Да. убава вест. Што се случува со делот на песните, јас би те прашала, Сиромах се родих ја, можеби последната Најнова, твоја песна, најновата твоја песна. Сега немаше некоја промоција песната чинам или чекаш се да склопиш во еден албум па сето тоа да го испромовираш пред публиката? Сиромах се родих ја, имав можност да ја промовирам на сите телевизија. Добра. Веднаш после испаѓањето на песната, значи Добра. само што беше 3 дена објавена, направив Така. промоција на сите, но нема конкретна промоција за Така сите јавна песни. промоција. Тоа ќе го чекаме најверојатно со албумот кој ќе излезе. Да. И драго ќе ми биде и вие како телевизија Сонце да присуствувате Така, на мојот нормално, концерт. ние те следиме, сме твоја поддршка, нормално дека ќе присуствуваме. Јас би посакала Александар овде пред нашите гледачи, еве да ја пуштиме токму Сиромах се родих ја, од Александар Темелков, па драги гледачи, уживајте. Сиромах се родих ја у малено село моје, село мало, до тебе е мени стало. Село моје, село драго, до тебе е мени стало. Oče, majko, jel ste zdravo, izdaleka stiže glas. Na put se vaš sin sprema, da zagrli dvoje vas. Oče, majko, jel ste zdravo, izdaleka stiže glas. Na put se vaš sin sprema, da zagrli dvoje vas.
почитувани гледачи, се враќаме овде назад во студиото. Сиромах се родих ја. Александар, кој го пишуваше текстот? Автор на овој текст е господинот Стојан Тоша Лазаревски, но и јас имам удел во втората строфа, значи заедничка Поправаш ли комбинација. ти пишуваш? Си ги пишуваш ли текстовите? Од каде е инспирацијата? Па не поправам, но сега пример сме дошли до заеднички јазик, пример за некои делови како би биле и по мое, како би биле и по негово, но сепак наоѓаме Так, заеднички еден јазик компромис. и се договараме како сето тоа треба да изгледа. Сиромах се родих ја. Како се роди песната? Па песната прво се роди на македонски. Значи, оваа песна прво беше на македонски, но јас затоа што пеам и во Германија и за босански пазар и пред се имав добра идеја да биде песната на српски ради тоа што како би имал некој свој печат кога ќе заменам по српски или босански клубови за полесно луѓето да може да ме препознаат преку таа песна. Так, Значи, Сиромах се родих ја пред се снимив за публиката во балканскиот пазар повеќе. Так, Значи, публиката на Балканот. Тоа имаш дефинитивно, веќе почнуваш да си ја градиш таа своја публика која што постојано те бара на настапи. Извесен период беше и во Германија и таму ги забавуваше нашите, предпоставувам. да, Како одеше таа соработка таму? Задоволен ли си од тоа? презадоволен сум и од настапот во Германија на отварање на македонски ресторант, како манифестација Пастермелијада, значи се беше на високо ниво, значи се тој вкупен настап траеше 9 сати, луѓето беа презадоволни, Так, значи целосно се внесува во мојот настап и ужива. кажавме дека веќе почнуваш да се прошируваш надвор од границите на државата. Има ли некоја понуда на подолг временски период да останеш некаде или си размислувал ли за некое друго живеалиште освен Македонија, нели како твој сегашен дом? Па досега сум немал таква можност да останам на подолг период, Добро. значи се било глобала месец-два, но пример ако би имал таква можност, значи потом тогаш би Така, ја размислил гледаш ли што би Македонија како земја во која што сметаш дека можеш да успееш со твојата кариера до оној степен каде што си замислуваш да стигнеш? Исклучиво ако настапувам само во Македонија, не гледам таков голем успех, значи без поддршка нели од диаспората, кај што има наши, значи само во Македонија исклучиво мислам дека не би се пробил толку високо. Така, кои се импресиите, Александар, од луѓето? Објавуваше на социјалните медиуми слики со многу публика, многу луѓе кои што гледавме на тие фотографии, играа и ора, народни ора, македонски песни од твоја страна. Какви беа импресиите на целата таа публика таму? Се радуваа ли што токму за празниците, за дочекот ќе пее едно македонско дете? Да, беа пресреќни, значи немаше човек што не ми прииде да ме поздрави, да ми честита за сето тоа што досега го работам. И едноставно сум презадоволен и од срце ги поздравувам сите и сакам да се заблагодарам на управата на црквата Свети Климент Охридски од Торонто за прекрасниот причек, големото гостопримство и сето тоа што ми овозможи да се чувствам исто како дома. Исто како дома. Што прави Александар дома, освен со музиката, ти беше абсолвент на чинам земјоделскиот факултет. Да. Ете така, во право сум на земјоделскиот факултет. Докаде е работата со факултетот, како ги тераш двете овие работи и нели она професионалното на музички план и ова образованието од друга страна? Оди ли работата со факултетот, како го замислуваш тој твој дел, како ќе се внесеш во таа професија? Па имам уште 2 испити до дипломирањето, Така? значи конечно да земам дипломата. Може би после дипломирањето да се занимавам и со такво нешто, но во глобала повеќе ќе посветам внимание на мојата кариера. Така, фокусот го даваме на музичката кариера, а ова што ќе биде, ќе си биде само по Да. себе. Што правиш во своето слободно време? Претпоставувам сега дека одмараш од турнејата, на што се работи следно? Ти рече најави една нова песна до крајот на мај месец. Да. Што ќе биде тоа? Нешто може би значи, поразлично? Па ќе биде поразлично, самиот наслов
кога ќе го спомнам на песната, луѓето ќе се запрашат за што се работи. Добро. Значи, песната ќе се вика Илјада војници. Така. Автор на песната е текстописката од Ахморе Магда, Ангела Стрезовска. Значи, ќе направиме нова соработка која што се надевам дека ќе предизвика голем бум во македонската јавност, како и сите мои досегашни песни, и исто во текот на оваа година ќе морам да спомнам дека ќе снимам дует заедно со мојот драг колега Бейхан Рамов, Така, кој и што тоа беше ќе те победник прашав, на да, Никад не објави е касно. фотографии, Да. најави дует. Го чекаме со нетрпение. Уверена сум дека и тоа ќе направи еден бум. Се работи за двајца сепак таленти. Што друго ни најавуваш освен новата песна, што да очекуваме од тебе, каде се ќе се појавиш следно? Па јас мислам дека сегде кај што се слуша и кај што се гледа квалитетна музика, се надам дека ќе имаат можност гледачите да ме видат. Александар, те следам постојано и имам некое чувство дека ти од самото појавување на тие некои, сега нема да ги именуваме српски шоуа, па се до ден денес се промени многу, искуството чинам те научи многу. Да. Колку сметаш дека осозреа во делот на музиката, во делот на тебе како личност од појавувањето таму, па се до ден денес кога сам на свој нозе си ја градиш музичката кариера? Па разлика има многу, заради тоа што со самото созревање, со самите години како поминуваат, пред се, значи многу трудолюбиво и учев и работев на делот на пењето и им докажав трудот и им докажав на многу луѓе кои што не веруваа во мене, кои што уште од самиот старт на мален ноз ми вика откажи се, но ја бев упорен и еве им докажав дека... Така, ти почна да докажуваш, меѓутоа има уште пред себе што да ни покажуваш и што да докажуваш. Јас уверена сум и ги ценам твоите квалитети, секогаш ќе бидам од страната на твојата поддршка. Кој друг ти е твоја најголема поддршка моментално во се онако што го правиш? Моментална најголема поддршка ми е мојот менаџер, кој што значи се залага исклучиво за квалитетни настапи. Така, рамо до рамо стои со тебе, ги одбирате внимателно оние настапи каде што ќе настапуваш? Така. Значи, исклучиво каде што има секако повеќе луѓе, затоа што имам доста настапи тука во Македонија, но послабо може тука луѓето во Македонија да ме видат. Се живее ли од музика, Александар? Па, еве сега јас... Сега после турнејата во Канада? За мојата возраст, ја мислам дека досега се заработува ли од музика? заработува, да. Така, меѓутоа треба труд, треба работа, труд за да треба континуитет. Да, за да продолжиш едноставно да си го тераш животот у нормално темпо. Така. Одлично ја чекаме тогаш новата песна Илјада војници, која што ќе излезе во мај. Го чекаме албумот, чекаме се она што е ново од тебе да ни го покажеш и да ни докажеш, како што и самиот кажа. Нешто што ќе им порачаме на нашите гледачи за некоја новост, можеби кај тебе, за она што се случи. Ние мислам дека година-две се немаме вака седнато на јавно интервју. Што сметаш дека треба да го откриеме, да го кажеме, или ќе оставиме малку да се запрашаат што ќе се случува следно? Еве, кога го спомнав насловот на Илјада војници, зошто значи, војници, да го спомнам насловот и за новата песна со мојот колега Бейхан, значи песната ќе се вика Одлазак и ќе биде на српски јазик. Тоа ќе биде на српски, така. Затоа што Ама тоа ќе биде дует, значи она вистински дует. Вистински дует. Така. Ќе биде на српски заради тоа што и двајцата сме настапувале на српско шоу, значи имаме доста публика од Балкана, значи од Србија, од Босна и од Црна Гора и од Хрватска. И така да мислам дека добро ќе запале кај публиката, а Илјада војници песната има символичен наслов, но песната е љубовна. Добра. Значи според насловот можеби многу би рекле дека не може да биде љубовна, но се работи за многу убава љубовна песна која што момчето едноставно дава се за да биде со девојката.
Така, од тоа можеме ли нешто да дзирнеме, може би во твојот љубовен живот, на тоа љубовно поле како стоиш? Јас за мојот љубовен живот никогаш не сум искажувал јавно, мислам дека тоа е моја приватност, затоа што во Македонија пред се не треба да имаш некоја флека во кариерата, затоа што, пример, ако во Македонија се деси флека во кариерата, после тоа можеш, мислам, многу потешко можеш да се поправиш и да... Поинаку ќе те гледаат. Да. Добро, во ред, го цениме тоа. Обожаваш да ги пласираш јавно оние фотографии со твоите најблиски, со твојата сестричка која што сега наполни, чинам 12 години. Колку они се радуваат што ти успешно си ја тераш кариерата? Те поддржуваат ли? Нормално, премногу се радуваат и пред се морам да напоменам дека и мојата сестра има голем талент. Така, може би не се ќе видиме. Да, сега за сега се страми, но со текот како расте, јас си давам совет да се бави со истата професија, заради тоа што ги има квалитетите и талентот. Да. Така. Александар, многу ти благодарам за ова искрено и најново интервју токму во емисијата од своја страна. Јас ќе посакам за следното интервју да бидеш веќе дипломиран, да го имаме веќе осмислен албумот како ќе изгледа, да имаме издадено најновата песна, а до тогаш ние секако ќе те следиме, ќе комуницираме со тебе и тука сме за се она најново кое што имаш да ни го понудиш. Ти благодарам уште еднаш што беше дел од своја страна, од целата екипа на Телевизија Сонце. Секогаш си добре деден овде во студиото на Телевизија Сонце, а ние овде пред нашите гледачи сега ќе ја прикажеме и нормално Ахмур и Магде, без неа нема да го завршиме ова интервју. Почитувани гледачи, овде ќе ве поздравам, ќе ви се заблагодарам за целото ова внимание и нормално, како што кажав, со Ахмур и Магде ќе го завршиме ова интервју. Срце силно бие, сакам да те бакнам, ама срамие. Отпуста мака, вез ден само пијам, отпуста желба, но ке јас не спијам. Ахмур и Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Ахмур и Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Амбер ми стигна, свадба ќе правиш, венчален прстен на рака ќе ставиш. Крај тебе, Магде, нема да бидам, доволно е лице, среќно да ти видам. Ахмур и Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена. Ахмур и Магде, љубов непреболена, од вино и ракија, душава изгорена.
tebe prolejani uteha para. Dopusti me Ani, za tebe Magde, srce ke žali, zašto mesto mene drug da te